Земјоделците се против одлуката на владата за замрзнување на цените на производите. Велат дека со скапите репроматеријали и онака биле во загуба. Без намалување на репроматеријалите, ова замрзнување на цените само дополнително ќе го уништило земјоделието. Ние скапи ги купуваме работите, семенски материјали, орајна, џубрива, бензин, сето едно друго, а овде го продаваме цела година по истата цена. Земјоделието оддамна е замрзнато. То треба да се намала репроматеријалите, значи ние не можеме да ја достигнеме таа цена што треба реална да биде. Се додека ние имаме ненормално високи цени на хемиските препарати, на џубривата, а ги замрзнуваме цените на земјоделските производи, тогаш ќе имаме нерентабилно производство и ако сега зборуваме за недостаток на храна, верувајте дека за година-две ние ќе зборуваме буквално за немање на храна. Дури поголем дел од граѓаните ги поддржуваат земјоделците. Велат дека не треба да се замрзнат цените, туку да се покачат пензиите, а не само платите на функционерите. Абе каква мерка? Не треба ни мерки, ништо не треба. Шо мерка? Зошто мерки? Мерки се 150 денари гравам, вистина може згаб. Ама за 80 евро ќе му го дај. Од кај ќе го најде му го дај за 80. Треба да работи луѓе, да произведи. Зошто не замрзнуваат на џубрето, тараната, а производството е ефтино? Не му се исплати на луѓето. А се креват министерите платите, оти не и замрзнат. Нека и замрзнат платите нивни. Мала работа, ма не вреди ништо за толку пари да се дари. Нови минимални пензии што замаме. Овие што се парламентот може ли да зема 80% платите да му ги наголема, а на пензионерите 7%. И од ВМРО ДПМН кои вчера имаа трибина во прилеп со земјоделците од овој регион, обвинија дека овие мерки се презадоцнети. Практично е нелогично да се замрзнуваат цените затоа што ова производство беше произведено по високи цени. Земјоделците апелираат на коригирање на оваа владина мерка за да не дојде до уништување на домашното производство.